Се колнам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ке ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. И јас, живиот син ми, малецко беше, го капев, да простите. Го капев и мајка ми дојде, Златке рече, шо правиш? Шо правам, реков, мајко, еве дете си го капам. Ни капи го рече, ни повивај го туку рече, брзо бегај, ела кајно татко ти ме прати, оти рече војска турска иди, силна војска многу. Јас на тоа време бев као Калајџија во Игејска Македонија. Пошто работа по селата, со четите се среќава во секој момент. Се стегна ми вели војводата Василче Калароти, ти ќе бидиш као курир, пошта. Кај ќе те пратиме? Добро. За да и занаето да го работиш, и за нас да работиш. Поверен од тебе немаме. Добро. Еј, Боже, Злате, што ќе видите? Што ќе видите? И туку еден помина тука, маре браток, му вели ми, шо е това, што трчате? Ох, Мари, рече, сестри, рече мој, одзола, рече, не срдица. Како не срдица? Не срдица, рече. Ме удри куршумот и ја дома не му кажах на мајка ми. Реков, камен ме удри, еден куршум удри, реков, на куќа, реков, ми ја распи глата. Ми кладе мало пипер со шеќер, мајка ми плати. 3 пати отидо коцките. Не еднаш, ма 3 пати. А да бевте 2 месеца напред, толку, брат ми појќе знаеше. Ама умре. Тој пак сите знаеше. Брат ми, ама умре. Ама 3 пати, не еднаш, а без граба го донесовме после. Првата пушка пукна в чаршија. На стражаро што беше на учуматот. И таа пушка е фрли, е пукна четникот Вању Топус. Кога пукна пушката негова и толку камбаните тропнаа. И од едната црква, и од другата, и од третата црква. И се чу ура, грмогласно. Од секаде се вика тура. А него без знаење што е ова, од деца. А президента на ден Илирен беше во неделя, имаше многу свадби во Крушево. И весело беше през целиот ден, през целата ноќ. И кој како се најде по свадбите, секој да се прибери дома и такво нешто беше, да. Се што низ долгиот мрачен период на турското робство се собирало во душата на македонскиот народ, без друго тога и најнамачениот народ на Балканскиот полуостров, се што се родило како бунт и организиран отпор од страна на најдобрите синови на тој народ, го доби својот врв, својата блескава круна во ноќта помеѓу 19 и 20 јули 1903 година според стариот календар. Таа чудесна и линденска ноќ се роди Крушовската република, за да го ознамени постоењето на овој народ врз едно парче толчена и раскинувана земја, за да го каже тоа што тој народ бил и тоа што тој ќе биде во иднината на слободолюбивите народи на светот. Крушовската република, која што им донесе национална слобода и социјална еднаквост на сите народности во Македонија, ја растресе увереноста на турската империја дека робот ќе тегне и ќе молчи до гроб
и го распали духот на востанатиот народ, кој што знаеше само за еден повик – смрт или слобода. Јас бев, браќа, од 15 години по сестрива Станиево. И бев, кога дојда први кумитиве наши. На ден и лигден. Денеска и лигден, вечерта дојда. Дојда вечерта. И си спиевне. И патија првин камбаните додираци од сите 3 цркви. Бам-бум, бам-бум. И ние туку рековне, шо е това камбани веќе одират? А до нас комши бевне со матер Нешковски. И му велиме на Матејце, шо е това камбани веќе одират? Мајка ми Томејце. Томејце рече, нашите рече ни дојда. И ситичките на нога бевне. Станати, сите на нога. Радосни веќе што немат каде. Од тие турци што пативне никој да не патите. Беше нешто радосно, голема слобода. Крушево доби едно име уште во на време Крушевска република. Ние сите кон млади, јас бе дете 16 годишно, се радувавме. Нема турци повеќе. Да живее народ македонски. Гласно се викаше. Одиме по четите, кој по на Нечкинкаме, кој на Кале, кој на Слива, кој на Којовтар. Носиме јадење, пење, се радуваме колку четниците. Убаво нешто, весело нешто. Дојде Абел, вечер кумитите кидат. Дојде мажот ми од село, рече, жено, тука си, стапајле рано. Тука сум. А ми рече, стани, рече, меси погачи, и јас, рече, ќе легнам да преспијам, то месо да земам вечер кумитите кајнат кетата е. Кумитите. Ја станав месеци вела. И туку се собра, кај Чешалковци, овие војската, се собра тука, војводите се собра тука, кај Каревци, кај Никола Каре, ондека се собра, не ме се здравува војводите. Крушовската република ги започна првите денови на слободен живот, обкружена и пазена од четите на Питу Гули, Мирче Ѓурчинот, од четите на Јурукот и Биринчето, на Христов, на Алабакот и на други прочуени македонски војводи, од привремената влада преку револуционерниот суд, преку повикот и прокламацијата до соседните турски и помашки села, во деноноќен напор да се објасни смислата на востанието. Вековниот идеал стана вистина, републиката стана стварност. Во тие возбудливи и незаборавни денови, избеганиот началник на турскиот гарнизон во Крушево испрати писмо до штабот на востаниците во кое се вели: Герои, прокламацијата до моите сонародници живо ме заинтересира. Од неа и во овие 2 дена од вашите дејствија разбрав дека напразно сме ве сметале за разбойници. Целта ви е голема и борбата смислена. Напред по тој страшен, но славен пат по кој сите народи се добрале до слобода. Началник на гарнизонот во Крушево, Сулејман, 23 јули 1903 година. Крушовската република, заедно со слободата му ги донесе на народот и своите херои. Едно од предните места на хероите на републиката му припаѓа на Никола Карев, роден во Крушево во 1877 година, а убиен на 27 април 1905 година во село Рајчени, Кратовско. Карев и ден денес живее во сеќавањата на крушовчани како човек и како војвода, чиешто име е врзано со највозбудливите страници на македонската историја.
около 900 година, 901 година Никола Карев бил мене учител. Се четврта ден или први, а мислам, че беше први клас. Човеко беше, Никола Карев, кој човек беше многу добар меѓу учениците. Али неговиот зана не беше као учител, тој мислеше на друго. Тој гледаше секако некако уште млади или децата да изабери да пикни во организацијата. Човекот беше многу сериозен. И мил беше меѓу другарите, меѓу учителите. А меѓу учениците беше многу мил. Никола Карев. След известно време чузне да Никола Карев напуши Крушево и тоа еден случај стане едно убиство на мајка и ќерка. И Никола Карев, кој е лидер, кој е воја на таа организација, веќе власта знаеше, напуши Крушево. Дојде време за восстанието. Никола Карев се провргласи као председател на идењето восстание. Никола Карев секогаш имаше думата во штабот. Околу него Томен Никлев, Ташко Ванđел, Тодор Мазар и некои други тие во еден времена. Изучи даскал предпорта врбеше со книгите, еден беше висок, калеш и ќе се бличеше овде чертајше брадовче. Чертајше. И сите му велеа овој каков е човек, кумита. Ама ја бркаше та работа. Ја бркаше та работа, ноќе ја бркаше та работа. А ден ја учи, ноќе бркај та работа. А тука тој си дојде, овдека, и една вечер беше, и беше си запела една песна. Еди рече, де рече, секо рече, бука рече, кумита рече, секо е гранче, Мартинче, секо е ливче, Коланче. Велик, овој Никола. И фати после, фати ормањето. Фати ормањето и стана мажот ми, кој леп му носит, ано дека понивија во ојпне, во орман, кој леп му носиме, кој али ще да се променит, и си фати после тој дружина да се избират. Еден појди, друг си појди, и си собра четата. Еден калеш, еден му стаклија. Еј, на нога не газеше. На нога не газеше. Млад, немаше ни жена, ни ништо. Немаше жена. А трга мака дома. Трга мака дома да правиме. Дојди басти се и кадат. Го знаеме ние кадат. Ние ти го знаеме кадат. Барајте го, што знајте, прајте му. А трга мака да прави на сега дома. Барајте го, фатете го. На тоа време ќе дојде во Егејска Македонија овде со пошта. Григор Пардичи кој Елен беше овдека, тој ги имав некако главатар на четите. Никола Каре, Томе Никле, тие ќе се собере, ќе иземе писмата, ќе си преочита, ќе си историја и ќе направи писма други, ќе ми рече, отвори си очите, да не паднеш в клапа. Велам, јас в клапа не падам, но сам глад ако паднем. Тога и јас в клапа ќе паднем. И кој пат ќе дојде в овдека, се мораше ја да се ставам со Никола Каре. И Никола Каре не беше некој фодум човек за доле, си правихме муабет како ја и ти. И немаше тој кој пат ќе дојде, все ќе ме учиш. Отвори си очите, да не те фата на тоа, да не предаеш сите. Ама не предав јас. Имав еден конј будала по будала од мене одеш. Ќе објавне фата дека и ќе дојде овдека. Од овдека конјо по мене пак назад и мене стори в 9 години курир, тие мене не ме фату ни турчу, ни...
Покрај Никола Карев, Питу Гули е најславното име на најславната епизода на Крушовската република, епопејата Мечкин камен. Во ликот на Питу Гули се среќаваат трезвен и разумен социјалист со бунтовен и неспокоен романтичар, кој ќе остане до последниот свој другар, до последниот свој здив во одбрана на републиката. Кај народот Питу Гули остана да живее најмногу и пред се како херојот од Мечкин камен. Дојде Питу, седи еден ден тука. Не седи појке. Еден ден и побегна по селата, знаеш, по селата. И дојде, донесе, кој знае колку донесе, што брашно, што качиња од масло, али ще од убајте, знаеш, сите црвени со гајта. И тие јарно дојда и му велет мајка ми на брат му. Питу рече, ништо не ти велам, рече, оти мајка ми ранише, бојке. Ткајше рана мајка ми, ткајше, оставот имавме ние децата полна, и ткајше и ранише и тие. Јарно. Стана. После рече, да му дајш, рече, труа. Не си плачет кога велам. Да му дајш, рече, труа, мас, рече на децата. Јас, рече, не излезох за да му дам, рече. Пушката имам жена. И фишејците имам децата, рече. Јас, рече, не излезох, рече, излезох за Македонија. Овој збор. И станавме, ќе беа такво. Си соберија тамо, сега сите. Си соберија тамо, знаеш, имаше такво, како куќа, знаеш, такво, щитили, знаеш, како прат, знаеш, оти, не знам, да ја била. И го кладо. И кладо сите на маса, сите се обрани, големите сите беа заправена. И рекоа и тамо јас бев, јас до ним така бев. И рече, да изживеете, те не можам да бевам, браќа Бугарија. И стана Питу како беше, значи на стол. Како рече, браќа Бугарија, рече, Македонија да живеет, рече, за Македонија излезохме, рече, не излезохме за браќа Бугарија. И како се тара това, знаеш, всичко тако, арно, побег. И побег на Питу. Излезе от тамо. Ясно, седо, ке сега ќе такво, ќе бегат, знаеш, ќе бегат. Ке не сапме ние, по него, знаеш. Пуста сестра и жена и децата мали сите, четири деца имаше, 4. И дојдовме ја, до ова место ја, до скалите, до тука. Бегајте, рече сестро, не бачи сите, тој имаше еден конј бел. Ама рането беше тој, 2 пати рането беше. И бегајте, рече дома, ама да не ојте во големи куќи. Ама да ојте, рече, оти не се знаат како ќе бидите. Да ојте, рече, во плевни и во мали куќи. Толку. И се побегна, се зеди четата. И се побегна. И после ја така. Ама да ви кажам од првин, да велите како влезе од 14 години отиде кумит. Да ви кажам и те? Да ви кажам. Ќе ви кажам. Мајка ми после ми кажуваше и баба ми. И кога и такво од 14 години, не знам, во 16, во 2 години го фатеа турците. Го фатеа турците, го фатеа и го однесоа Стамбул. Го кладоа во долапи. Го кладоа. Баба ми, пак тој имаше, и мајка ми само. И баба ми, ојше со чараджиите, да ви кажаме, греој. Ојше со чараджиите, со Качуѓановски. Стамбул 5 недели праише пеш. Пеш да ој да го видите.
Още 5 недели, не 3, ама 5 недели. Още го види се, иди се, плаче се. Овде нема що да ядат. Крушовската република се подготвуваше да ги брани своите придобивки, затоа што беше јасно дека моќната и вооружена до заби турска армија нема да дозволи една шепа бунтовен народ да создава држава во држава. Во Крушово се организираат работилници за оружје, за муниција, за облека. Се беше на нога за да ја одбрани слободата од нападот што се очекуваше. После неколку дена иден скопостание, или иден, 2-3 дена, поред тоа, вика телерот низ градот и то, со глас, слушајте вие луѓе граѓани, немој да се плашите, зашто топот од чрешна ќе да пукне. Вика во целиот град. И секој еден се чудиме каков топ и од каде е тој топ. Кога последно време разбрахме зашто тој топ го правил Ставре Борерот, ко Ковач, а Таве Бочварот, ко Бочвар го продупчиле и го коде со железа. И го днесел горе на гумне кај штабот и тамо го запали после неколку дена и пукна топот. А во куќата од Лапевци, од Иле Бојаджија, беше ливница. Тамо се леја патрони. Тамо се поправаше оружје. Кога се наледен вид. А во куќата шапкалијата беше таму опреквана опинци, на чевли, за 4 опинците се поправа. Како што се и очекуваше, по 13 дена слободен живот, на Крушовската република тргна една цела армија на аскари Башибозук, на артилерија и кавалерија, од кон Прилеп, од кон Кичево, од сите страни од каде што турската армија можеше да им приде на востаниците. Наближи судбоносниот час на републиката, а народот, кој што не бараше ништо туѓо, освен свое право да живее свој живот на својата земја, остана сам во мачната и неравноправна борба со поробувачот. Првин дојдо тука кај Плочи, војските. Пошто ние седиме таму Каршија и гледавме тоа тука што гледате дупката, црнејца од ним. Кога ќе удријат тие залповите, санки пувче се прави. Па. А ние низ пенџерињата гледај као губците сиромасите. Се стемни, сабајлето се развини. Вика да се предаваме, а ние гледаме од тука, горит Крушо. Крушово гори. Секаде каде што турската армија помина, остави зад себе пеплиште и смрт. Слободата е најскапиот продукт на човековиот дух и таа се плаќа со најскапото што е во животот, со самиот живот. А по таа цена македонскиот народ овој пат ја плати и Крушовската република. Турската армија беше безмилосна за непокорните поданици на империјата и таа нивна непослушност ја казнуваше со ножи, со огин, за да се знае дека силата Бога не моли. Во борбите на малобројните востаници против 12.000-та турска војска се родија и легендите за Мечкин камен и за Слива.
trgai baboki, nisu i kon sliva pravona, kači zakopajmo mau, bavan zataži bavoza, plači glas da se čuje do Boga. Odela baba, odela vta sala sliva pa, dina našla si baba pro, našla 40 mladiju, na sivo krvje se iska, peni soluti ranina, gradi crni ranina čelo. Mečkin kamen остана уште посилен и пожив светилник за безпримерната храброст и пожртвуваност на востаниците, кои заедно со својот сакан и нескротлив војвода Питу Гули паднаа до последниот во слава на републиката, а за восхит и гордост на нивните внуци и правнуци до ден денешен. За Мечкин камен, откако борбата то падна четата таму, стана мој брат со еден друг овдешен и отидоа таму. Кој гледа сите паднатите таму. И кажуваше, брате, жолти рече како лимони беа сите. И сестра му на Питу беше таму. И сестра му од Питу. 2 сестри имаше тука. И ти кажа, и сите таму паднатите и видоа така, таму, кој беа, кој како беа. Може би во тие судбоносни денови на Крушовската република, кога многу понадмоćниот непријател се устреми врз нејзината независност и кога навистина беше и узорно да се дава отпор, војводата Питу Гули требаше да го послуша своето раководство и заедно со останатите чети да се повлече од Крушов. Но во таков случај, тој тогаш не ке беше тој непокорен, безкомпромисен заљубеник во републиката, за која остана ничком пред нејзините порти. Отида првин, отида мајка ми, една тетка братуче, да знаеш, наша, и Калина го викале. И отида да го закопат. Значи, те се крадоа една лопата од војници и една тесла. Отида и го најда. Тоа го... не можам. Димана, си имаше името на раката. Си имаше, од тоа го позинале. И тој си имаше дајно в уста. Се позинаше. Куршумот. Се позинаше. Отида овие, го најда, го закопале. Така завршија 13 дена живот на Крушовската република. Тогаш, во почетокот на ова столетие, кога Турската империја беше велесила и кога ниједна друга сила во Европа не се најде да му подаде рака помошница на нашиот голорак народ, за да си го извојува и тој правото за самостоен живот во братска заедница на народите во светот. Но ако Крушовската република практично имаше кус век, како и востаниците што за неа се бореа, остана нешто друго по нив, нешто трајно и постојано, што се врзува со нас и со тие што по нас ке дојдат, како наш собствен, нераскинлив и неотуѓив дел.